Дечки, здраво! Во моментов сум во Шпанија, негде низ Мадрид, убаво место, на покана од Opel Македонија, благодарам Opel, повторно да возам Opel Mokka електрична, ама ќе ви кажам дека ова е GSE, и тоа значи дека ова е првиот електричен модел, целосно електричен модел со ознаката GSE, познатиот спортски сегмент на Opel, но ова не е само еден обичен брендинг, ова не е само неколку визуелни измени, ова е многу повеќе. Инспирирана е од ова рели верзијата на Opel Mokka, која што е прво возило кој што ги има исполнета сите FIA стандарди за E-Rally 5, стандардите, спецификацијата, која што ќе започне со надпреварување за неколку месеци веќе, и ова е лудо. Истите перформанси, 280 конски сили, 345 Нм, тука има нешто помали дискови, од причина што има и помали тркала ради релито, но има Билштейн амортизација која што е инспирација за цивилната изедба. Тука има limited slip диференцијал, додека во цивилната ќе ви објаснам нешто поинаку. И да, се друго е исто, освен што е тука многу по-лудо, по-екстремно, по-спортски, така да. Пилота. И ова е главниот човек. Целото искуство кој што Opel го има од таа рели верзија и на Corsa, но и на новата Mokka која што е сертифицирана сега по сите FIA стандарди за веќе за неколку месеци да може да почне да се надпреварува на тие рели траки, сето тоа искуство е ставено тука. Значи не е само беч, не е само брендинг, не е само браник и визуелни измени или седишта. Не, тоа значи дека имаш апсолутно спортско искуство зад волан и за прв пат да си кажеш дека електричните возила може да бидат забавни. Да, може би ни фали тој звук, окей, но 280 конски сили, 365 Нм, limited slip диференцијал, кој што, односно торсио во оваа цивилна изведба, limited slip е во рели верзијата, и тоа значи како ќе дојдеш на вакви патчиња, не мора да е само Шпанија, но дефинитивно ги имате едни од најубавите патишта кои што сум ги возел воопшто, но тука можеш да си дозволиш, вау, човече, да што се случи? Ај вак, притискаш на педалата за газ и имаш инстантно лепење на седиштава. 280 конски сили, луѓе, вау. Вие не знаете како повлекува, леле мајко, како ги шие кривиниве. Сите тие измени кои што се направени овозможуваат буквално да ги шиеш кривините, да можеш да имаш убаво спортско чувство. Значи, баш тука можам да кажам дека станува збор за убаво спортско чувство кој што го очекуваш од еден спортски автомобил без разлика за кој бренд станува збор, за дали електричен или бензинец, небитно. Очекуваш спортски карактеристики, го очекуваш ова. Да управува во кривини фантастично добро. Да немаш турбодупки, да немаш дилеј воопшто, закаснување на перформансите, не. Само притискаш и те лепи. И да ти буди апсолутни насмевки. Поголемите дискови кои што се ставени, да, тука се поголеми од рели верзијата, бидејќи тука имаме 20-инчни бандажи, и тоа може да се постави поголем диск, но и е потребни се појаки кочници, бидејќи стварно се достигнуваат брзо, сериозни брзини. Тоа значи дека ти треба добра кочница, а тука ја имам. Може би сакал да уште по-јак притисокот, односно да чувството при притискање да ме подцврсто, многу убаво кочи, не ме разбирате погрешно, но би сакал малку да ме поагресивно кочницата. Инаку од 0 до 100 забрза за 5,9 секунди. Или тоа во превод значи дека ако застанеш вака, притиснеш не можам ли да зборам, ако притиснеш нагло на педалата за газ. Вау! Мораше наш да пробам. Среќа се празни патчињава, феноменални се. Застануваш скорост, притискаш силно на кочницата. 3, 2, 1, отпушта. Вау! Ај сега малку подетално да ви ја представам оваа Mokka GSE, бидејќи има одредени измени во дизајнот кои што се направени. Да,
црната халба и тука постои како опција изгледа феноменално добро. Ова сива боја со црнава комбинација ќе биде препознатлива за GSE и она што ми се допаѓа првично, имате многу поголеми тркала, односно 20-инчни се во овој пакет и искрено дизајнот на тркалата мене ми се допаѓа бидејќи изгледа многу интересно. Нормално го има и GSE означувањето тука на самиот браник, инаку браникот има одредени измени баш тука во тој дел кај лепенката, малку е поразличен од останатите моки кои што во моментов се нудат, нешто што е многу кул. Тука шепите се жолти, напред една критика што и позади не се жолти, инаку се жолти и исто така и тука постои означувањето на GSE, уште едно GSE означување тука на страничниот дел под вратите и позади има мали измени исто така на браникот, но за жал искрено ми фали да има уште едно GSE прелепенче, нека биде една ознака за да се истакне дека сепак е ова првиот електричен GSE модел и конкретно со Opel Mokka и стварно возилова вреди за да има такво значување. И ми фали искрено да биле малку полуди, да пуштеле еден спойлер тука поголем, ќе било фантастично добро. Инаку сега со овие измени изгледа многу помасивно, изгледа многу пошироко, изгледа баш како добар хетчбек. Внатре што се однесува има минимални измени, односно направени се само измени во седиштата, се друго е стандард. Седиштава се феноменални, одлични, многу убаво ве држат, многу се удобни, многу меки. Нема зборови, кој ќе се седне, кој ќе се вози, тоа стварно се чувствува. Инаку во поглед на опремата, на интериерот, е најопремена и тоа доаѓа како стандард за GSE. Единствена работа која што можете да доплатите е хаубата и исто така можете да додадете сензор за детекција на возачот кој што ќе стои тука на столбот. Инаку, да, многу ми прави кеф. На задниот дел, нормално, поради овие нови седишта, малце видикот е намален, но искрено не ми пречи, бидејќи на крајот на денот ја купувам за да возам и да уживам, а не за да гледам каков е просторот тука позади. Така да, ова е како изгледа новата Mokka. И нешто друго што приметив исто така, што има апсолутно многу покрута суспензија, Односно, она искуство, пак ќе кажам, од рели верзијата, Bilstein амортизерите што ги користи таму, тоа искуство, тоа знаење го имплементирале и тука. И буквално се чувствува дека е многу покрут. Да, на некого можеби нема да му се допаѓа таа крутост, мене апсолутно ми се допаѓа, бидејќи тоа го очекувам од еден спортски автомобил. Инаку, кога сакаш да биде цивилен, и кога ти треба да биде цивилен, можеш тоа го направиш, имаш различни драйв мода, 3, еко, нормал и спорт. Ја го се цивилизираме, го вратаме, пример, во нормал, можам да достигнам рейндж од 360 км, тоа е обсек, домет на километри кој што можеш да го поминеш, што релативно од 56 киловатната батерија која што патем е истата батерија и тука и во рели верзијата. Тоа ме фасцинираше дека не е направена никаква измена во тие перформанси, во тој склоп. Всушност 280 конски сили имам и тука и таму. Тоа ме фасцинира, иста батерија, истиот капацитет. Да, нормално на рели верзијата не те интересира колку домет имаш, каков обсек, едноставно те интересира што е можно побрзо да пројдеш етапи, но да, еве, ако сакаш да го возиш цивилно низ град, да бидеш нормален човек, ако тоа е воопшто возможно, бидејќи те влече да го притискаш цело време, да, можеш и тоа да го направиш. Сега стварно е време да се префрлам на патека и да го искусам и од друг аспект и таму. Бидејќи ова искуство кое што го имам од Opel, ви благодарам Opel многу, бидејќи ова од секој пат сум го посакувал да дојдам еден момент да извозам спортски автомобил на спортска тркачка патека. И да, ова може да се каже дека е спортски автомобил, бидејќи мокава, врска нема, апсолутно врска нема. Многу мали измени се направени, не се нешто драстични измени во склопот, но тие измени толку добро функционираат да е тотално поразличен автомобил, односно да вози многу подобро од многу повеќе хетчбек модели кои што се во понуда. Mokka е еден од најбитните модели за Opel, бидејќи опфаќа публика кој што никој пат до сега не ја опфаќале, а од друга страна со оваа забава ќе фатат дополнително уште поширока публика.
Ова можеби за жал кај нас нема го гледаме толку често, но апсолутно колава вреди. Вреди. Колку пари да биде, вреди. Стварно, иако е електрична. Со мојава работа имам искусено различни возила. Дел од нив беа многу забавни, а дел од нив и не толку. И знам, јасно ми е дека особено кај нас во Македонија било каков електричен автомобил е соочен со предрасуди уште пред да се чуе какви перформанси можности има. Делумно и се сложувам со одредени ставови на дел од ентузијастите. Но кога некој го враќа спортскиот сегмент и кога за тоа го користи големото искуство од рели трките и на тоа дополнително имаш можност да го искусиш сето тоа, да дојдеш на патеката Харама, која била дел од Формула 1 трките и кога ќе видиш колку добро сето тоа функционира, едноставно знаеш дека си соочен со вистински спортско забавен автомобил. И тука најмалку размислуваш дали е електричен, туку колку забава има. А ја има. Спортската суспензија чувстваш при секоја различна нивелација на патеката. Големите кочници ти даваат доверба при секое нагло притискање на педалите. И во оние моменти кога треба да ја закопаш ногата скроз до доле за од 200 и кусур да намалиш до 70 км на час, и секако во секоја кривина да имаш грип, да имаш контакт, благодарение на диференцијалот, кој секогаш испраќа можност кон тркалата кои имаат подобро триење со асфалтот и да почувствуваш дури воланот како те влече кон правилната страна. Мокава е чудо. Океј, сега започнуваме тука. Вау, какви брзини, какво искуство. Неверојатно, тука веќе се гледа перформансот на моката, стварно што се може. Вау, фул концентрација, фул концентрација. Али како добро управува колава, тоа е лудо. 280 конски сили, стварно не се за подценување. Ау, истазава колку добро. Вау. Каков грип има, колку се осеќа тука апсолутно тој диференцијал, како се мести во кривина. Јако на кочници, добар осет сега на кочници, стварно добар осет на кочници. Колку добро вози нова мока, колку појма немав дека вака добро ќе управува оваа GS, колку стварно тоа што ви го кажам дека не е само брендинг. Да, дефинитивно оваа мока вози баш онака како што очекуваш. Кога некој ќе се пофали дека вратил спортски сегмент, ова го очекуваш. Луѓе, возев на патека каде Ники Лауда се надпреварувал и многу други звучни имења од Формула 1. И дополнително на тоа седнав да ја искусам и рели верзијата со рели возачи, луѓе. Точно истите перформанси се, ама тука е многу по-хардкор и дефинитивно многу по-хардкор извозено од мене. Да, дефинитивно ова беше луда забава. Се вртевме и дрифтавме по патеката, ама тука гледаш всушност колку Opel сериозно се потрудиле таа забава да ја вметнат во Moka GS. Колку е прецизна, колку слично функционираат диференцијалите, кочниците и целата амортизација. Каква забава, какво искуство. И да, малку викав од среќа. Малку. И ако прашувате како и мене, дали звукот им фали на возачите и што повеќе забавно, тогаш ќе го чуеш баш ова. This one is really fast compared to another rally cars like a Rally 4 car, things like this. So this goes really fast, and didn't even. It's a Rally 5 category. And even it's faster than a Rally 4 car. So. Do you miss the sound? No. No. The sound of this. You have really good and transmit a lot. Really good. Искрено превозбуден сум. Одлично патување. Ова е нешто што од секој пат сум го посакувал како автомобилски ентузијаст, да дојдеш на тркачка патека, да пробаш спортски автомобили, рели возила и да уживаш, да се забавуваш, но не е само тоа од настанов, тука на сите тие три елементи, возење низ Мадрид, низ сите тие кривулести убави патчиња, возење на Moka GS, на самата патека и возење и искуства со рели возачи кои што ги имат истите компоненти, само докажува колку овој модел стварно е сериозен спортски автомобил. И да, знам дека како електричен автомобил нема да ви биде нешто премногу кејф, но колку целото тоа тркачко спортско искуство кое што ги има Opel од рели верзиите го имплементирале тука и колку тоа многу се чувства при возење, тоа фасцинира. Тоа прави овој настан да биде уште по-забавен и она што ми е многу кејф што Opel не пратија тука да го видиме ова, да го искусиме, бидејќи кој знае кога би можел да возам Moka GS
на вакви места. Така да ви благодарам и на вас, направете subscribe, пишете во коментар, споделете го видео, бидејќи на таков начин можам се повеќе и повеќе ваков интересен контент да ви нудам. А GS е фантастичен модел. Чао, дечки!